Денеска се постави камен темелник на најсовремената леарница на компанијата Cranfield Foundry. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски присуствуваше на овој настан, кој што ексклузивно за телевизија Нова изјави дека во оваа компанија ќе се вработат 280 лица, а инвестицијата е во висина од 15 милиони евра. Компанијата ќе стартува со работа на почетокот на следната или средината на следната година, а тоа ќе значи огромен бенефит за градот Пробиштип, затоа што ќе се вработат, како што реков, од 280 до 300 лица. Груевски истакна дека континуирано во Пробиштип се намалува невработеноста и така од 4300 невработеноста сега во овој град е намалена на 2000 лица. Тој за телевизија Нова, како што кажав, изјави дека и во иднина владата ќе продолжува во оваа насока на привлекување на странски инвестиции, а се со цел создавање нови работни места и зголемување на животниот стандард на граѓаните. Доколку е подготвена изјавата на Груевски, да ја слушнеме. По мене многу ме радува што ова инвестиција на која што долго работевме почна да се инвестира, почна да се ефектуира. Денеска почнува градбата на оваа леарница. 15 милиони евра е инвестицијата, ќе има 280 нови работни места директни, плюс поголем број на индиректни работни места, и тоа за Пробиштип ќе значи многу. Мене многу ме радува тоа што овдека во Пробиштип во 2006 година имаше 4200 невработени лица, денес има само 2000. И тоа не е малку, треба да се работи и тоа да се намали, меѓутоа има значително намалување на невработеноста за повеќе од 50%. Така што ова инвестиција која што очекувам да проработи некаде во првата половина на следната година, може би февруар, март или април, ќе абсорбира директно 280 нови луѓе во првите година-две, а исто така и индиректно многу луѓе ќе најдат вработување, ќе најдат екзистенција преку оваа нова инвестиција овде во Пробиштип. Долго работевме на ова, се оствари и ќе продолжиме да работиме да привлечеме и други инвеститори и во Пробиштип и низ цела Македонија. Инвеститорот изрази задоволство од новата инвестиција која што се реализира токму овде со Пробиштип, во Пробиштип ја истакна и добрата соработка и со локалната самоуправа и со државните институции. Рече дека ова ќе биде една модерна леарница која што ги задоволува сите стандарди за заштита на животната средина. Да погледнеме изјавата од инвеститорот. Минатата година го одбележавме свеченото подпишување на договор за инвестирање, со кој компанијата се обврза да инвестира вкупно 15 милиони евра и креира нови 280 работни места. Во автоматизираната леарница, која ќе се гради според сите еколошки стандарди, ќе се произведуваат високо квалитетни производи кои наоѓаат примена во монтажната, железничката и пред се во автомобилската индустрија. Така, ова беше министерот за странски инвестиции Бил Павлевски, а доколку е подготвена изјавата на еден од главните луѓе на компанијата Cranfield Foundry, каде што вели дека е задоволен од соработката на локалната самоуправа, меѓутоа и од соработката на владините институции, и како што изјави дека оваа компанија ги задоволува сите светски стандарди во однос на заштитата на животната среднина. Да ја погледнеме изјавата. Денешниот настан обележува официјално започнување на изградбата на модерна леарница. Ова леарница ќе ги задоволува сите најстроги стандарди и критериуми во Европа во однос на заштита на животната средина. Кога беше објавена инвестицијата, некои луѓе со цел да добијат политички поени изразија сомнеш врз влијанието на оваа леарница врз животната средина. Иако целта на оваа влада е зголемување на бројот на работни места, сепак целта е и заштита на животната средина. Токму и ова компанија, истакна вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, е компанија која што ги задоволува сите стандарди за заштита на животната средина согласно македонското законодавство. Да ја погледнеме изјавата и на вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Постојањето на камен темелникот на леарницата на Cranfield Foundry е чекор напред кон остварување на уште еден успешен инвестицијски проект, кој директно ќе придонесе за подобрување на животниот стандард на граѓаните на Пробиштип.
Во оваа современа леарница, како што беше кажано, ќе бидат вложени барем сега околу 15 милиони евра и околу 300 лица од Пробиштип и околината ќе имаат можност да засноваат работен однос и на тој начин да обезбедат поубав и посигурен живот за себе и своите семејства. Кога оваа инвестиција беше објавена, одредени лица во обид да соберат политички поени правија сомнежи како леарницата ќе влијае врз животната средина. Владата на Република Македонија како главен приоритет во својата економска програма го има поставено намалувањето на невработеноста, но тоа не е по било која цена. Оваа леарница ќе биде опремена со најсовремена технологија и ќе се исполнат сите еколошки стандарди за производство, при што нема да има негативни последици врз животот на луѓето, животните или на растителниот свет. Оваа инвестиција со вработување од 280 вработувања во Пробиштип е од огромно значење, а посебно е драго за тоа што е во Пробиштип. Истакна и премиерот Емил Димитриев, кој што изјави дека со 280 вработувања и 15 милиони евра инвестиција овој град Пробиштип во градот Пробиштип ќе се намали невработеноста, а владата и во иднина ќе продолжи со овие мерки за привлекување на странски инвестиции. Да ја погледнеме изјавата од премиерот Емил Димитриев. Ова инвестиција е инвестиција на Краунфилд компанијата, која што ќе биде во делот на обоената металургија и нејзина главна дејност ќе биде лењето на алуминиум и железо, кои што ќе бидат употребувани во монтажната и железничката индустрија, исто така и во автомобилската индустрија. Плановите на инвеститорот се да почне со работа првата половина на наредна година, значи со тоа ќе отпочнат и првите вработувања и од прилика за година-две ќе се оптимизира бројот на вкупно 280 вработувања, пошто имам најава дека инвеститорот планира и отворање на нова втора линија, втора фаза со која се очекуваат некаде најмалку да се дупираат вработувањата. Така да ова е само еден почеток на една убава перспектива која што Crownfield Foundry ќе ја инвестира во нашата општина. Тоа е за сега се од овде, како што кажав, се постави камен темелникот, настанот заврши пред малку, а телевизија Нова секогаш е прва во информирањето.